Во завршните зборови од судењето за трагичниот настан во кој животот го загубија Ивана и незината ќерка Катја, обвинителството побара максимална казна за обвинитиот Стојанчо Јовановски. Обвинителката Адела Бојчевиќ истакна дека обвинитиот бил свесен за своите постапки, дека неговото однесување не било резултат на психичко заболување, туку на лични карактеристики и континуирано насилство. Според неа, сите докази упатуваат на негова одговорност за овој трагичен исход. Од друга страна, одбраната побара ослободителна пресуда, особено во делот за делото наведување на самоубиство. Адвокатите тврдат дека обвинителството не успеало да докаже директна причинско-последична врска меѓу постапките на обвинитиот и смртта на жртвите. Тие нагласија дека нема директни докази за телесни повреди на денот на настанот и дека случајот во голема мера се темели на посредни сведоштва и вештачење кои според нив не се доволни за осудителна пресуда. Обвинетиот Јовановски пред судот ја негираше вината, изјавувајќи дека не ја поттикнал трагедијата и дека не се чувствува одговорен за случувањата. Тој додаде дека би дал се за да ги врати сопругата и детето. Судот најави дека пресудата ќе биде соопштена на 7 мај во 10 часот и 30 минути.